Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: граѓаните во Полошкиот регион рано утрово ги разбуди силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтер. Материјални штети не се пријавени, но водата за пиење во Мавровскиот крај се замати. Акција за засадување на садници по повод Турскиот ден на дрвото денес се одржа во општина Желино. Настанот здивна иднината ден за пошумување е организиран под покровителство на председателот на Турција. Македонско-хрватското друштво на денешен ден одбележува 18 години од своето постоење. Од основањето па до денес друштвото реализирало бројни активности од повеќе области. Граѓаните во Полошкиот регион рано утрово ги разбуди силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтер. Епицентарот беше во Мавровското село Леуново. Материјални штети не се пријавени, но од потресот водата во Мавровскиот крај се замати. Утро со страф и вознемиреност за граѓаните во Полошко. Силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтеровата скала го стресе регионот. Сеизмолошките станици го лоцираа епицентарот во Мавровското село Леуново, на длабочина од околу 8,5 километри. Појакиот земјотрес кој се случи во 4 часот и 54 минути утрово, следуваа неколку потреси со послаб интензитет. За среќа нема повредени ниту жртви и не се пријавени материјални штети. Населението очигледно дека е растревожено, сите се пробудија. Јас веднаш стапив во контакт со полициската станица во Маврово, со подружницата Македонија ПАТ, како и со собствениците на поголемите објекти во Мавровскиот регион, за да се информирам каква е состојбата таму и од она што го слушнав од нив, значи нема никакви штети по однос на човечки животи, ниту по однос на објектите кои што се изградени во Мавровскиот регион, така да фала му на Господ, се помина добро. Како последица на силниот земјотрес и последователните неколку потреси, заматена е водата во водоводната мрежа во Мавровскиот регион. Од општината и јавното комунално претпријатие им препорачуваат на граѓаните деновиве да не пијат вода од чешмите. Единствено што беше пријавено како проект, како проблем е дека се појави, значи, водата која што се користи во Маврово, поради земјотресот не е пожелно да се пие, заради тоа што моментално не е доволно чиста и надлежните од комуналното претпријатие од Маврово ги преземаат сите мерки за да ја стават повторно водата да биде за пиење. 2-3 дена ќе треба добро да се прочисти, да се исхлорира за да може повторно да биде за користење. Според официјалните сеизмолошки податоци, земјотресот најсилно бил почувствуван во Гостивар и Маврово со 5 степени, во Тетово и Скопје со 4 степени, а во Битола, Прилеп и околината со 3 степени според Европската макросизмичка скала. Земјотресот бил почувствуван и во соседна Албанија. Акција за садење на садници по повод Турскиот ден на дрвото денес се одржа во општина Желино. Настанот организиран под покровителство на председателот на Турција, здивна иднината ден за пошумување. Истовремено го реализираат и во неколку други земји. Пред мостот што е изграден од османлиското време, која датира од 1536 до 39 година и денеска на специјален ден заедно со министерот за земјоделство Аријанит Хоџа, со амбасадорот на Република Турција во Македонија господин Хасан Мехмет Секишкок и координаторот на ТИКА во Скопје господин Халим Соут, имавме чест да засадиме 170 дрва и да ја засадиме иднината од овде, од Желино. Заедно засадивме садници со кој уште еднаш ќе го промовираме пријателството меѓу нашите две земји и ќе дадеме еден мал допринос кон унапредување на животната средина.
Просторот кој се пошумува денес ќе биде доуреден од страна на општина Желино и во иднина ќе представува место за рекреација не само за жителите на општина Желино, туку и пошироко. Ви благодарам. Yeni nesillere yeşil bir doğa ve temiz bir çevre Благодарение на оваа иницијатива, која со цел да на идните генерации им оставиме зелена природа и чиста околина, годинава секоја иницијатива која годинава се реализира по втор пат. Минатата година успеавме во Турција да засадиме вкупно 13,5 милиони садници со цел на сензибилизација во насока на одржливо управување на животната средина. Овој проект во 2020 го реализираме и во низа странски држави. Верувам дека преку садниците кои ги денес ги садиме близу овој камен мост од отоманско време кој ги спојува двете страни на реката Вардар, ќе допринесеме со нов здив во воздухот кој го дишеме. Секој саден садник не подсетува дека светлата иднина е возможно сочување на околината и не овозможува со надеж да гледаме кон иднината. Секторот за образование во општина Гостивар оценува дека досегашниот тек на онлайн наставата во гостиварските училишта е на задоволително ниво. Надлежните сметаат дека сепак родителите треба да обрнат повеќе внимание децата да не отсуствуваат од часови и да не ги избегнуваат училишните обврски. Скоро месец и половина тече наставниот процес во новата учебна година, која по многу нешта е различна од претходните. Еден од поголемите предизвици за училиштата е спроведувањето на онлайн наставата. Новитет за кој се неопходни посебни услови, стабилна интернет врска, соодветен електронски уред. Секторот за образование во општина Гостивар оценува дека досегашниот тек на наставата на далечина во гостиварските училишта е на задоволително ниво. Просветниот кадар го дава својот максимум за одржување на часовите преку интернет. Од учениците се бара поголема сериозност, а од родителите повеќе внимание, децата да не отсуствуваат од часови и да не ги избегнуваат училишните обврски. Многу подобро да биде со физичко присуство, но како што е ситуацијата, професорите се трудат да работат, тие ја завршуваат својата обврска, но децата, нормално и родителите тука имат големо внимание, тие треба да бидат повклучени врз тоа, да ги гледат дали се вклучуваат децата или не, но до сега добро е. На територијата на општина Гостивар согласности за одржување на настава со физичко присуство добија само неколку училишта во селата. Во градот во училиште одат само учениците од прво до трето оделение, под посебни протоколи и поделени во помали групи. Според податоците на Министерството за образование на ниво на цела држава, 90,2% од учениците успешно следат онлайн настава. Предизвиците продолжуваат и се зголемуваат, со оглед дека во наредниот период треба да се изврши оценувањето на учениците, а до 20 ноември да се утврди првото тромесечје. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска денеска на пресконференција ја посочи важноста на предлог Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, со што се обезбедува сеопфатен пристап и координиран мултидисциплинарен одговор во справувањето со овој тип на насилство во согласност со меѓународните стандарди. Нулта толеранција за насилство врз жените и семејно насилство за Министерството за труд и социјална политика представува врвен приоритет и оттука. Ова законско решение е темелот, основата во борбата против сите форми на насилство врз жената и семејството. Овој закон е важен дел од акцискиот план за спроведување на Истанбулската конвенција, која нашата држава ја ратификуваше во декември 2017 година. Од тие причини, убедена сум дека предлог Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство во собраниска процедура ќе ја добие поддршката и од опозицијата, бидејќи насилството не познава политичка припадност. Насилството не познава верска и етничка припадност, општествен или имотен статус. Група млади активисти поставија хартиени автобуси пред постројките кои од неодамна се поставени во Тетово, со што сакаат да упатат порака за конечно решавање на проблемот со јавниот превоз.
Арт-активизам Тетово со активност за прв пат во светот автобус дух. Група млади активисти оставиле хартиени автобуси пред станиците за чекање во Тетово, кои се поставени на неколку локации во градот. Во соопштението за медиумите од Арт-активизам Тетово се цитира изјава на тетовската градоначалничка, при што сакаат да упатат порака за што поскоро воведување на јавниот превоз. Ако целиот процес не го завршиме по правиот редослед, а не само поставување на станици, но не и набавка на автобуси, тогаш ја доведуваме во прашање функционалноста на целиот процес. Нашата тенденција е паралелно да снабдуваме автобуси, да ги комплетираме станиците за чекање и да го ставиме предпријатието за јавен превоз во функција, со цел сите да бидат активни до нова година, рече градоначалникот на општина Тетово, но ние прашуваме дали автобуските станици ќе ги дочекаат автобусите. Се вели во соопштението на Арт-активизам. Од Арт-активизам велат дека акцијата е изработена без никаков директен контакт на членовите на групата, односно е работена етапно и секвенционално од страна на различни автори. Македонско-хрватското друштво на денешен ден одбележува 18 години од своето постоење. Од основањето во 2002 година па до денес, друштвото реализирало бројни активности од повеќе области, меѓу кои изучување на хрватскиот јазик, културно-уметнички манифестации, како и формирање на нуркачки клуб. Новитет во друштвото е формирањето на иницијативата на Млади хрватски форум. Денес се одбележуваат 18 години од основањето на Македонско-хрватското друштво во Тетово. Друштвото изминатите години работеше на низа активности. Наставата по хрватски јазик е една од препознатливите и речиси е децениска активност на ова друштво. Околу 100 деца го имаат поминато изучувањето на хрватскиот јазик во Тетово. Друштвото се основаше да ги изближи нашите две републики, Хрватска и Македонија, да воспоставиме една заедничка соработка, со оглед дека и во неколку градови има представници на хрватската заедница, хрвати по потекло, и одлучија владата на Република Хрватска со заедница на хрвати во Република Македонија да се формираат друштва во неколку градови, меѓу Битола, Штип и Тетово дојде до наред да формира, и Куманово, Куманово, тие се 4 града во кои имавме друштво. Изучување на хрватскиот јазик ние веќе 10 година скоро присутна, има поминато 100 деца, разменувавме мислења и нивни ставови ги применивме во нашето школо, во кое најголем допринос има хрватската влада, која има платено и представник, тоа учител, наставник, професор, кој во првиот мандат беше Искра Ведран, сега е Војновиќ Јосиф. Одржувањето значајни настани поврзани со историјата, културата и уметноста се дел од богатиот опус на активности на ова друштво. Не се изоставени ниту бројните хуманитарни активности за делење помош на загрозени семејства во Тетово и околината. Одскокнува и формирањето на нуркачко-еколошкиот клуб Пена, основан во 2017 година. Имаме 7-8 члена кои перманентно работаат кога имаме време, се обучуваат и се надоградуваат за, не дај Боже, некој невремиња, затоа што тој клуб е формиран наменски да помага во еколошките чистења, прво на водите, на изнаоѓање, не дај Боже, за давеници и така натаму. Формиравме ракометна секција што се однесува до спортот. Првата наша активност околу спортски сакавме да го возобновиме ракометот во Тетово и успеавме во тоа. Како најдобар спортски клуб за млади, добиена е плакета од општина Тетово за меѓусобна соработка и на тоа сме им благодарни. Имаме работилница, женска работилница, значи креативна работилница.
женски ја држат, тука спаѓаат изработка на кукли, не знам, предмети од текстил. И друга категорија во женската оваа креативна работилница е ликовната секција. Сме направиле неколку изложби. Во 2002 година за преседавач со работно председателство на основачкото собрание бил избран Мирко Видуевски, истакнат писател и автор, ликовен уметник и актер, додека пак за прв председател на Македонско-хрватското друштво е избран Горан Видачек. Помеѓу основачите се вбројуваат и Дарко Обадиќ, Неделјко Ромац, Владимир Копривњак, Моника Обадиќ, Весна Видачек, Стипе Штрбац, Томо Каталинич, Владо Мартиновски и други. Во рамки на друштвото формирана е иницијативата Хрватски форум, која ги обединува млади со намера да се понудат конкретни решенија и да се остварат заеднички нивни цели. Во иницијативата членуваат голем број на млади лица од различни градови и здруженија во Македонија, а кон неа имаат пристапено и македонци и хрвати од Хрватска. Вчера во Тетовско-гостиварскиот регион казнети се 122 лица за неносење маска. Полицијата привела 19-годишен гостиварец кој се сомничи дека извршил кражба, како и 20-годишна државјанка на Украина поради злоупотреба на туристичкиот престој. Билтен на СВР Тетово. Во редовната статистика на секторот за внатрешни работи Тетово за казнети лица кои не носеле заштитни маски. Во текот на изминатото деноноќие се регистрирани 89 лица во Тетово и 33 во Гостивар, на кои им се изготвени прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 68 лица од Тетово и 100 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1150 лица во Тетово и 450 лица во Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Од СВР Тетово информираат дека во текот на вчерашниот ден привеле 2 лица. 19-годишник од Гостивар поради постоење основи на сомнение дека извршил кражба во објект во близина на Гостиварскиот голем пазар. При акциска контрола пак во гостителски објект во Гостиварски Добридол лишена од слобода 20-годишна девојка од Република Украина поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта. Лицата се задржани во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка и расчистување на случаите. 49-годишен жител на Тетовско Пршовце вчера вечер во СВР Тетово пријавил дека претходно додека се наоѓал во неговото паркирано возило пред семејната куќа, му се доближил и физички го нападнал 28-годишник од Тетовско Глоѓи. Во нападот според пријавеното тој употребил и остар предмет со кој му нанел повреди на левата рака, пошто се оддалечил од местото. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај продолжува со засилените контроли во јавниот превоз на патници. Во вчерашните активности биле откриени и санкционирани 5 возила без лиценца за вршење на ваков вид превоз и на нивните сопственици изготвени им се соодветни кривични пријави. Во рамките на овие активности исто така биле откриени и санкционирани 5 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. 2 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања и 6 непрописно, односно погрешно паркирани возила, како и други видови сообраќајни прекршоци, информираат од СВР Тетово. Освен сениорската репрезентација и младинците до 21 година, утре ќе бркаат пласман на Европското првенство. Младинската репрезентација на Македонија до 21 година ги заврши мини подготовките за последните 2 надпревари од квалификациите за пласман на Европското првенство следната година. Младите репрезентативци ќе се обидат да стигнат до второто место во квалификацијската група. Сепак, за тоа да се случи, ќе треба во наша полза да завршат и надпреварите во останатите групи, бидејќи 4 најслаби второпласирани селекции ќе останат без пласман на континенталниот собир. Значи, целта секогаш била и ќе остане да пробаме и да дадеме својот максимум за да победиме на секој надпревар. Што се однесува до овие 2 надпревари последни, значи јас како селектор, значи не ми е доволно само да се излези и да се одигра добро.
Да, секогаш е битна играта, но и ако ни донесе таа добра игра и резултат ќе биде добре дојден. Што мислам со тоа важно да одиграме ние добро? Затоа што сум сигурен дека ако одиграме на нивото, ако го иземеме само последниот натпревар кај што беше еден од најслабите наши натпревари против Израел на домашен терен, сите останати го одигравме одлично и ако бидеме на тоа ниво, јас сум сигурен дека победата ќе дојде. Репрезентацијата до 21 година најпрво утре со почеток во 18 часот и 30 минути ќе му гостува на Израел, а потоа во вторник во Скопје ќе гостува селекцијата на Црна Гора. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!